Почитувани, ве поздравувам и сега ве поканувам да станете со нас. Денеска имам одлично интервју кое што сакам да го споделам со вас. Со едни локални мангупи, односно бабуши. И имам спремено на одлични прашања, па да видиме како ќе ни одговорат. Да започнеме со првиот бабуш. Дали треба образование и дали трпи љубовниот живот? Ниџо, што имаш ти да ни кажеш ново? Па види, образование не ми требаше, пошто директоров ми беше другарче, средивме само папири, а љубовен живот, дали трпи љубовен живот, трпи. Ова бившова девојче што ми беше, малава се заљуби у мене, ама многу се исплаши. Дека сум бил многу бахат, и морав да ја пуштам, пошто многу го поштувам таткој. Ме има извадено од многу фрки. Идеме со другиот мангуп, бабуш, бомба. Која е одговорноста, дали можеш да ми кажеш, еве? Мораш да бидеш селјак, мораш да држиш ниво. Значи, мора не деца да се гледаат на некого. Мора да имаат некој дол. Не ме разбираш ти. Тешко е, притисок има. Не знам дали ме разбираш. Па, мангуп си. Саждате, но сам после на джигерче со раке нека. Само ги папи јадам. За неодоливиот пастуф од улиците имам едно одлично прашање. Ево колку требаше за ова ниво на бабуш да се стигне, пак и што имаш ти да кажеш? Кукле, изгледа ти не си од тука, не ме знаеш, нова си умало. Колку време ми требаше. Ја самиот не памтам искрено колку имам експресаво мало догоре испиено, со малку пена. Колку шиванџи маички имам искинето. Не ми е до парите, мене до принципот ми е, разбираш, мене ми е гале за 700 денари маичката, колку може да е. Оние, како се вика, Пол Коста, Ла Шарк, колку имаме купувано, знаеш ти, у Италија сме биле по нив, али не ми е до парите, до принципот мене ми е. Ничо, се враќам на тебе, колку чини да си бабуш? Колку чини? Скапо да кажам дека не можам, ама дека е ефтино, не е. Пример, мене, педерушата за старт, Беленсиера оригинал, ме кошта само 800 денари. Кај ми е минџуша, кај ми е ланец уше 500 денари. Значи, мене 1300 ми е излазак на еспресо старт. А автобуска карта? Кај ми е автобуска карта, да си жива и здрава мала. Бомба, имам уште едно прашање за тебе. Која е целта на вашето постоење на бабуши? Воспоставување ред и поредок. Копилјација ништо не поштуваат. Порано им давав 100 денари и купува хамбургер, кока-кола и мастики, кусур ми враќа, свајаш? А сега? Ќутек треба, нема ќутек. Знаеш, ќутекото треба ти излезе. Бабуши бе. И за пак играм едно одлично прашање во однос на конкуренцијата. Дали ја има и дали има нивоа на бабуши? Види, огромна е бројката на луѓе, на селјаци, овај бабуши кои што сакаат да дојат до моје ниво на трон, ама не може секој. Као што кажав претходно, треба да го изедеш стапот ново, искуство. Иначе има ниво, да, први мора да идеш лепи, па сине, па да стигнеш до бабуш. Не е туку така одма бабуш. А конкуренцијава? Нема, за мене нема конкуренција.